Добро вечер и убава вечер од Владо Павлов. Моја иницијатива, моje прашање, ваше одобрување и еве тука сме да дебатираме за изминативе 3 дена за нешто што, како што гледате, успеавме да ја разбраниме водата со одредена вистина која што треба секого да го ослободи, ама повеќе од очигледно е дека оние кои што се овде и пливаат во овие матни води и кои што уживаат благодети од овој фалсификат, не им е се исто. Ама сепак тоа си е нивно право, не можете да им најдете мана, затоа што кај нас е се прифатено со слободна волја. Морам да признам една работа вечерва, а таа е дека сум среќен од сите вас, од она што ве следев, што дебатиравте и од она што го правевте, се приметува едно будење, едно просветлување, каде што и така треба да продолжите. Прво да ве прашам дали се добро слушаме, а потоа да почекаме да бидат сите останати, затоа што сакам да дебатираме, а не да биде некоја монодрама. Дали се добро слушаме? Ќе почекаме уште малку, затоа што сакам да се заблагодарам и морам да признаам дека ова што го читав деновиве и она на кој што вие одговаравте во коментари, се гледа една голема промена кај сите вас, се гледа едно големо будење, едно големо просветлување со факти и аргументи пред сите оние кои што умеат да се спротистават на нешто што не им се допаѓа, а откако ќе докажеме дека сме управо, тоа нешто што не им се допаѓа е всушност вистината која што е замаглена, вистината која што е скриена, за да тие уживаат овие благодети кои што ги имат сите тие наспроти скриената вистина и наспроти заложништвото на македонецот денес. Факт е еден дека преку сето ова што се случуваше овие неколку дена, на кои што сите вие сте сведоци дека се уште македонецо живее со катанец на умот и пранги на нозете. Како најпрво, најголема фама и најголема негативна енергија кај фалсификаторите според мене како Владо Павлов и она лавина на прашање, па дури и некаде имаше и вреѓања, омаловажување, но тоа не е наш проблем, тоа си е нивен проблем, каде што се уште мислат овие замаглувачи на вистината дека ако некого исмееме, ако некого го навредеме и дека поголемиот број на
македонци ќе му веруваат на сето тоа што го правеле со децении и милениуми уназад. Реално направивме на статистика сите наши објави кои што ги споделувавте на она што јас од мојот профил можев да видам, негде околу 200-300 луѓе са ги виделе сите тие работи. Од нив негде околу 5 се појавуваат нешто да искажат, нешто да обезличат, а се со на цел упорно да се борат да не дојде до воскреснување на вистината. На тие 200-300 луѓе кои што деновиве ги следеа нашите објави, нашите коментари, процентуално 5 е ништо. Тоа значи дека имаме будење. Моje прашање до сите вас е следново. Дали се согласувате дека имаме будење и дали се согласувате вие самите индивидуално дека сте еден чекор или два чекора повеќе од она што сте биле пред години уназад? Чекам да ми одговорите за да можеме да продолжиме на она суштинско кое што се случува со денешна Македонија. Мислам дека сите ги следите коментарите и мислам дека сите вие треба да бидете среќни и задоволни од она што го читате и од она што го гледате, поради тоа што ова е тоа што треба да го продолжиме со брзината на светлината, за кој што уште пред 2,5 децении, кога ја почнавме ова мисија, кажавме дека ние ќе се бореме за 3 О. А 3 О кои беа? Дали се сеќавате кои беа 3 О пред 2 децении кога ја најавивме ова битка за вистината која што ослободува со Владо Павлов? Првото беше оплеменување. Значи првото О е оплеменување на сето она што ние како доказ и аргумент сме го представиле. Откако ке некој е оплемен и самиот тој истражувал и дошол до сознание дека е така, тој веќе се ослободил. Значи се ослободил од катанецот на умот и прангите на нозете кои што некој му ги ставил со помош на овие фалсификатори кои што се случуваат со нашава Македонија. И трето О е обединувањето. И вака треба да продолжиме сите, затоа што доаѓа моментот на третото О, кое што значи обединување. Процес кој што го поминавме многу тешко овие 25 години. Да не забораваме, започнавме со оплеменување, дојдовме до ослободување, а од денес веќе треба да работиме на обединување. Како? Ако не со помош на вистината. На големите тензии и прашања, омаловажување ке некои одредени ликови, дојдоа од оно што го објавивме за Пјотр Гули. Или познат како Питу Гули. Нешто што треба да знаеме. Не треба оно што ќе го дознаеме и оно што ќе го дебатираме, да го дебатираме со омрза кон сите онија кои што го правеле фалсификаторот.
Значи, да не забораваме, сите ние се напојуваме од еден исти извор на жива вода, за кој што јас умеам секогаш да кажам дека сите ние сме браќа и сестри и потекнуваме од еден исти заеднички прататко, дарител на семенскиот материјал. Едните се од Амазонката, а другите се од Пенелопа и од островот Итака. Сите ние потекнуваме од оној кој што одел и сеел семенски материјал. Во митологијата е познат како Одисеј, а името му е Хермес Меркур. Тој е нашиот татко. Сите ние потекнуваме од мајката, а другите полубраќа, како јас што умеам на зафраканци да кажам, од швалерката на озбилно на нашиот татко. Тие две змии се оние кои што се испреплетени на жезлот на Хермес Меркур. И се додека тој, а го очекуваме, не се појави, овие две змии нема да бидат раздвоени. Тоа се овие двајца браќа кои што од Орест и од Латин до ден денес ја водат оваа братобиствена војна. Таа братобиствена војна ќе прекине кога ќе се појави четвртото доаѓање на Исус, познато од Библијата или според Владо Павлов, доаѓањето на таткото и смирувањето на двајцата браќа. Хермес Меркур. Првото негово појавување го знаете како Одисеј. Второто негово е како Македон, потоа доаѓа Александар и Исус. Затоа, да бидеме љубов и да се почитуваме едни кон други. И секако, да им кажуваме вистината без омрза. И да се спротиставуваме на нивните факти кои што ги водат со нивната лага. Според долгогодишните истражувачки дејности, Пито Гули потекнува од кланот на Пјотр Гули. Од Валона, дете кое што е без мајка и татко, и истото кое што се борело за интересите на черепи и коски или за царство Англија преку Атина. Оние кои што сакаат хероите да ги прават убиици, нормално дека ќе го направат. На 9 годишна возраст тој доаѓа во Кочанско, каде што е момок во познатата богата фамилија од Крушево, Власи Корнети. Корнети го имаат цело Привачево и пола Кочани во тој временски период. И Корнети не се само лица кои што од Крушево дошле во Кочани. Во Кочани има многу фамилии кои што се дојдени во Крушево, од Крушево. Случајно или не, во центарот на градот, во Кочани го има споменикот на Никола Карев. Случајно или не, овие два града беа побратимени. Имотот на Корнети во Крушево се предава на Пјотр Гули. Пјотр Гули е основоположник на Црните тројки. Ако го погледнете на една слика од Осоговскиот дел, каде што чувари му се турскиот аскер, и ако погледнете со кого е таму, ќе видите дека со поголемиот број од неговите платеници
се од Велико Трново, Благоевград и од останати други градови од денешна Бугарија. Тоа значи дека албанско-бугарската линија постоела од секогаш, а и грчка, кога е во прашање Македонија, сите тие се обединуваат. И ние не смееме да заборавиме. Еве денес, после завршувањето на овие празници, треба да работиме на внатрешно македонска одринска револуционерна организација или Македонската организација ОСОГовци, која што е со централистичка идеологија и која што се борела за царство Македонија. А додека оние кои што биле со врховистичката идеологија, нивниот центар Ново село Шчип, поврзани со енклава или Република Крушова, се бореле за република. Нели првата република на Балканот. Така да, овде, меѓу антатарите, кои што служеле со ова евзониска униформа и оделе со истата таа униформа, често имале меѓусебни пресметки помеѓу нив и внатрешно македонската одринско револуционерна организација кој што никој не сака да ви ја спомене. Значи мора да правиме разлика од врховистичко ВМРО и од централистичко ВМРО. Значи имаме идеологија за република и имаме идеологија за царство Македонија. Така да, ако тој ден, пред 100 години, ја дадеме идеологијата на Атина, ќе дојдеме до заклучок дека тие уште тој временски период имале за цел да ја присвојат денешна Македонија. И цела Македонија всушност. После 100 години тие тоа го прават со помош на Киро Григоров и со помош на Бранко Црвенковски и нивниот пулен Зоран Заев. Преспанскиот договор е конечно победата која што започнала од Илинденското востание во 1903 година во интерес на Грција. Затоа што имале за цел припојување на Македонија кон Грција. И затоа не сакам повеќе да се лажеме, да се манипулираме. Единствениот кој што сето ово го воскреснал е Ѓорги Караѓорđević алијас Тито, кој што промовира споменици на Никола Карев во Крушево, кој што во 82-83 година оние кои што останале после него, идентично како што е правен и споменикот од НОБ, кој што нема ни Н буквата од НОБ, се прави и споменикот на Мечки камен. Македониумот е исто така дело од актерот Тито. А додека сите оние кои што учествуваат во ова фалсификувана историја за Македонија се историчари и уметници. Каде што во одредени слики го гледате Пјотар Гули, како го нацртале, како го направиле, идентично како денес што се прави фотошоп. Со делото на Атанас Бабата. Идентично. И тоа ни го дава да го учиме во нашите учебници. Разликата од Атанас Бабата и од Пјотар Гули
кој што му го цртаат од делото на Атанас Бабата, е во пушката која што е со долга цевка и грчка и за кој што ги дебатираме и понатака, во некој друго вклучување во живо, е со нивната шебора на кој што стои черепи и коски. Черепите и коски денеска ви се познати на сите вас. Што значи дека черепите и коски ги имаме потоа кај четничките српски движења. Черепите и коските ги имаме кај СС дивизиите и кај нацистичка Германија. Погледнете ги, генералите и старешините и војската на Хитлер го носат истиот символ черепи и коски како што го носи Пито Гули и Гоце Делчев, кој што е погребан во саркофаг, лажниот мислам, на черепи и коски. Дали ова треба ние да го премолчуваме? Дали треба да криеме дека она што ние го учевме, најголемата вина имат овие историчари кои што ми се спротивставуваат и овие уметници, на кои што им е наредено да го нацртаат така како што вие го познавате. Арно, ама со она слика го гледате со една друга униформа. И јас би сакал и друго да знаете. Ако на тој 2 август 1903 година не било дигнато ова предвремено илинденско востание, а на македонците ни е прикуглава од предвремени илинденски, колку повеќе отпараме предвремени илинденски, толку повеќе сме со пранги на нозете. Македонија имало македонската организација имало веќе договор со султанот да добие автономија. Што значи дека ова востание е дигнато со цел. И затоа до ден денес многумина наши сограѓани од Крушево ќе велат дека ние македонците сме бугари. Ако ја гледате Румелија, ќе видите исто идентично се случило и тогаш. Кој кренува востание, а кој не? Кој се бугарите, а кој се македонците? Зошто нашите сограѓани од Крушево, нас македонците, ни кажуваат дека сме бугари? Тоа значи дека ако ова илинденско востание не случајно е кажано дека е предвремено, не се дигнало, ние сега ќе имавме слободна Македонија. Затоа што било веќе договорено да ги чува границите во една автономија Македонија од случувањата на непријателите на Отоманското царство тогаш. Ова востание предвремено е дигнато со цел Македонија на македонците да не биде, да нема автономија, туку да остане на немакедонците како што е до ден денес. Затоа се тие напади, затоа се тие одредени структури кои што се создадени од времето на Амброс Тито, најголемиот фалсификатор на историјата на македонците. И сето она што го правеше, го поклонуваше на Грција, за кој што до ден денес ние живееме така. Втор, кој што сето тоа го прави во интерес на Атина, се оние кои што
ја создаваа Македонија во 90-те години и кои што ве лажат и манипулират во стилот на Киро Григоров дека бил најголемиот македонец кој што се борел за суверена Македонија. Не македонци. Ниту Киро Григоров, ниту денешната председателка Гоца Сорос се бореле за создавање на Македонија. Ниту па сите оние академици во МАНУ, ниту па сите историчари, сите се залагаат за југословенизамот. А новиот југословенизам е голема влахија. Што значи дека сите тие сакат да искористат Македонија за создавање на голема влахија. Идентично како Југославија, која што имала од времето на Амброс Тито. Најлојалните на Амброс Тито биле од Македонија нашите сограѓани од влашка националност. Тие се најлојалните биле. И најлојални, како најлојални на Тито, стануваат најлојални на Бранко Црвенковски и на Киро Григоров и најлојалност ја зимат цела Македонија со влашката приватизација. Тоа се нашите сограѓани, нашите полубраќа и сестри, на кои што не им се свиѓала автономија Македонија, од која што подоцна требало да дојде до царство Македонија, а им се свиѓала Република Македонија. Ако правиме споредба со Крушево и со битката на ножот, ќе видите дека е сосема идентично. Дали битката на ножо е пресликана на Мечкин камен, тоа треба секој од вас да размисли и да истражува. Но, едно што треба да бидеме сигурни, е тоа што треба сите да бидеме задоволни, затоа што вашите дебатирања се со аргументи на кои што не можете да му дозволите на другата страна да ве побие. Нивното побивање е со, знаете, да си драпаш летнало ти пилето, ама пилето од гаките ти излегнало, и така натаму, и така натаму. Тоа са нивните аргументи. Летнало ти пилето, да си драпаш јајцата. Аргументите на големите луѓе кои што ви се спротивставуваат. Ама таа структура верува дека со напаѓања, со измислувања, со вреѓања, дека сите вие ќе им верувате на нив. Умре времето на нападот да биде голема одбрана. Така да тој што мисли на мене и на вас, тој самиот тој си го праве. После овие коментари што им докажавме на сите нив, истиот тој кој што велеше да си ги драпам јајцата, карамбол се играе цела вечер со неговите јајца у фарбергите. И треба да се игра карамбол. Затоа што нема аргументи. Освен да исмејува, да омаловажува. А замислите лица во години, лица кои што говори држеле, лица кои што биле презентирале некоја култура, лица кои што имат внуци, лица кои што некој интегритет значат. Али тоа се нивен проблем. Ние ги прифатеме со љубов. Нека си ги драпат, што сакат нека прават. Тоа си е нивен проблем. Ние ќе се држиме до нашата вистина и нашата идеологија за царство Македонија ќе продолжи преку централистичката идеологија на внатрешната македонска одринско револуционерна организација, која што е различно
од ВМРО со врховистички идеологија и центарот Ново село Штип, и која што е различна од овие кои што биле со одела на кои што се со одела или со евзониска униформа, а ги прават херои. Тоа идентично како Цинци Легија ди Рома, кој што учествува во библиското распетие, денес е најголемиот поборник на Исус. Замислете. Замислете ги сулевци или шули, кои што го прободува копјето, со копјето бедрото на Исус. Тие се денес најголемите поборници на Исус. Оние кои што го ставија, оние кои што наводно го распна, оние кои што шајки му кова, за да денес секој утро ве будат во Јован Бигорски со Теслата и дрвото. Тие се денес најголемите поборници на Исус. А ние немаме право на Исус. Ние сме еретици. Ние не го сакаме нашиот македонски цар. Дали го разбирате се тоа што ви се случува денес? Дали го разбирате? Материјалното, молохот, парите се убави и сладки. Ама духовното е посладко од нив. Вратете ги учебниците од нашето време и со ова ново, кое што ви го докажувам, погледнете колку историчари, колку уметници учествуваат во фалсификатот на вистината за Илинденското востание, зашто е дигнато предвремено. А на тие кои што им се дала улогата, како на Глигор Чемерски, под капата на Сионски приорат, да го прави споменикот од НОП, кој што нема ни на буквата од НОП, исто со декретот Тито. Доволно било Тито да иде на Крушево, доволно било Тито да дојде у Скопје, да се поклони пред Грилас, доволно било Тито да ги пренесе коските на Грилас од врховистичко ВМРО од Софија, со черепи и коски на Грилас, и да ги донесат во Свети Спас во Скопје, и веќе тука започнува фалсификувањето на се она што е било во тој временски период против Македонија. И така черепите и коски стана најголемите патриоти за Македонија. Додека Павлев Дерадев, додека Јане Сандански, Тодор Паница, Атанас Бабата, Јордан Биперката, Таска Серски, ги нема никаде. Ги нема никаде. Зашто им требат? Зашто им требат оние кои што се бореле за со централистичка идеологија за царство Македонија? Па нормално. Тито тоа што го направил со фалсификатот и недокажувањето на вистината за предвременото Илинденско востание дека го дигнале оние на кои што им сметала автономија Македонија. Затоа што ако не било дигнато ова предвремено Илинденско востание, Македонија ќе имала автономија. И дали некој знае колку градови после ова Илинденско предвремено востание се запалени? И дали знае некој дека ова идентично го прават денес Израел со Палестина, каде што има еден Хамас под капата на Израел и еден Хамас кој што се бори за палестинската држава. Идентично како ВМРО врховистичко, кое што се борело за република, нели,
Крушево, Република град Крушево и друго ВМРО кое што било внатрешно македонска Одринска револуционерна организација или македонска организација со централистичка идеологија. Колку непријатели имала внатрешната македонска Одринска револуционерна организација? Овде биле андартите, Атина. Овде биле врховистичкото ВМРО. Овде биле отоманите и турскиот аскер. Овде биле албанските орди, они од кои што потекнува вашиот Питугули. Ако не знаете што правеле албанските орди, земете го сердерот од Глигор Прличев. Читајте, едуцирајте се, македонци мои. Затоа што ако не било ова предвремено Илинденско, ние денес имавме Македонија слободна. Тоа Тито што го направил, Киро Глигоров го воскресна со неговиот самонарачен атентат, за да уништи идеологијата на македонците од тогашно ВМРО, кои што биле поблиску до внатрешно македонската Одринско револуционерна организација, отколку до ВМРО со врховистичка идеологија. Затоа некој се уште верува дека неговата карма не му доаѓа од Бог, кој што 2000 години ја имаат од нас македонците. А тоа се Петата римска влашка легија или Цинци легија ди Рома. Ако и понатаму продолжат со злоупотребата на македонскиот народ и со се тоа што го прават 2000 години од Цинци легија ди Рома, преку некој измислена на Константин и Елена Византија, до ден денес кармата ќе биде се поголема и поголема на нив. Сакале или не, тие мора да ја разрушуваат кармата. Како што и ние имаме карма, што сме го оставили Исус, а тие имат карма што го ставиле на крст. Кармата мораме заеднички да очистиме. Кармата мора заеднички да ја раздолжиме. Сите ние кои што живееме денес на територија на Република Македонија. А како ќе ја расчистиме? Со воскреснувањето на вистинската идеологија на Исус. И сето тој што бил. Дали знаете дека првото Илинденско востание е дигнато после Исус? И тоа било предвремено. И од Исус до ден денес ние македонците имаме преку 100 неуспешни предвремени Илинденски востанија. Зошто? Затоа што не сме го послушале Исус, кога кажал дека ние Македонија ќе ја додржиме со љубов. Ама очигледно е дека македонците не знаат што е љубов. И трчат како муа без глава, махинално, без да размислат, без да прочитат. Јас ги следам, ќе им дадеш видео, они махинално само да кажат нешто. У своето одајче не сака македонецот во своето одајче да се затвори, да слушне, да примети што зборува, што кажува. Самиот да детектира, за да донесе заклучок. Ама одма ние ќе испукаме, ќе кажеме нешто. Разберете, од 12 август започнува пеколо. И за нас, и за останатите сограѓани наши, независно дали са срби, бошњаци, власи, албанци, ќе биде пеколо ако не знаеме да си раздолжиме кармата. Точно е дека заседанието Илинденско, како што велат
сите да бидат браќа и сестри во една држава. Ама македонците ги немаше никаде. Никаде ги немаше македонците. Погледнете го кворумо на Илинденското востание, на првата република на Балканот. Од тој ден и предходно до ден денес ниту премиер имаме македонец, ниту министри имаме македонци. Така да размислете малку што се случува со Македонија, земјата на Бог Македон. Затоа кармата, сакале или не, ќе си ја раздолжуваме. Ако не си ја раздолжуваме ние македонците, што го ставивме сам Исус и кренавме со варвара во првото Илинденско востание за времето на Исус и дојде до палење на Ерусалим, до темели, исто како што и со ова предпоследно Илинденско предвремено востание со Крушево. После 10 дена никој не кажува дека 70 града се запалени во Македонија. Никој не кажува колку македонци се иселени од Македонија, отишле по Америка и на други континенти. Никој не кажува колку мајки биле силувани. Зошто? Затоа што им било дадено на првите ракетари албанските орди да прават што сакат со Македонија. Ама ние ќе одеме, ќе ракоплескаме на Крушево. Фала Богу, веќе се намалува тај интензитет. Ова мое вклучување во живо го завршувам со вистината за Илија. Илија, македонци мој, е љубовта. Илија е светоста. Илија е главното божество на македонците. Илија е сонцето пред кој се поклонува целиот македонски народ за време на античкиот период и во времето на Илинден. Затоа и Александар Македонски учест на Илија ја носел лавјата маска, кој што го символизира Илија. Така да македонецот никогаш на тој ден нема да дигне востание. Љубовта никогаш нема да ја наплатува и да ја со крв или со валање на бикот во река со крв. Македонецот никогаш не би го направил тоа, затоа што знае што е Илија, затоа што знае кој е Илија. А јас ќе ви дадам докази за онија со езонската униформа и андартите, дека немат само едно востание со Крушево, имат повеќе востанија кои што ги дигат на 2 август за Илинден. И то не е прво востание, затоа што Илија се разликува од нивното божество. Нивното божество е црната Атена, како што на нас е Илија или Јупитер. Тој еден доказ дека ние никогаш нема да се водиме со востание кој што би ги спроведеле на денот на Илија, кога треба да бидеме најмногу љубов. Тој уште налага од она што ни го прават на нас македонците. Како што идентично се прави со раѓањето и со наводното распетие, каде што се менат датите, идентично како тоа што се прави со поклупувањето на пирамидите на во градот на Илија на Сонцето за време на летната равнодневница.
тие што го прават, демек тоа се врши, демек имаме поклопување на пирамидите кои што се поврзани со зимската рамнодневница, што значи дека идентично како Исус, нели, ќе каже дека тој не го заслужувал да биде растмат на крст како Исус, па сакал да биде обратно од Исус, или оној кој што ги спровел обратно од Исус сите тие дела кои што се биле на Исус и стана првиот папа на Рим, и до ден денес сите папи потекнуваат од оној кој што 3 пати додека петелот запее го предаваше. И на крајо, кога ќе гореше Рим, истиот тој пак ќе кажеше дека не го познава, ама со текот на времето дојде да кажат дека тој се покорил, дека се извинил и тој веќе станал поклонник на Исус. Времето е дојдено повеќе на такви приказки да не веруваме, затоа што ако дојдеме до сето она што го гледаме денес, ќе дојдеме кој е денес центарот на андартите, а ќе ги препознаете по униформата, ќе дојдеме до оној кој што како свештено лице е поврзан со Атина и ќе видите дека нема никаква разлика од оние кои што го дигнале Линденското восстание до ден денес. Зато и ова година се промовираше Кутлешо најмногу у Крушево. Зошто? Затоа што нормално дека грците нема да најдат мана, бидејќи тие се мозокот на Линденското восстание. Инаку според член 7 од Преспанскиот договор ние немаме право на промовирање на нашиот символ, нашиот бог во нас, Кутлешот, како и да го промовираме Филип и Александар. Случајно или не, овој пат имавме промоција на македонскиот Кутлеш најмногу во Крушево. А зошто? Запрашајте се зошто, ако не сум во право, дека оние со евзониската униформа не учествувале во Илинденското восстание, и тоа се тие, или во превод Атина, на кој што најмногу им сметала автономија Македонија, која што веќе била договорена пред Илинденското восстание. А вие ракоплескајте, зимајте ги мулките, зимајте го Мане Јаковлевски, носете го најголемиот војвода, терајте македонци, идите широко ви поле, а за кого? За Грција, ако не сте свесни. Така да, цел живот ние во нашиот макотрпен робовладетелски живот, овие 2000 години поминати у робство, од такви како Мане си патиме. Ма, не! Тоа е, македонци. Останете ми во мир, љубов и хармонија. Среќен сум што конечно има разлика кај сите вас. Продолжите да дебатирате, продолжите да коментирате. Пренесувајте го сето ова што го дознавате од Владо Павлов, ама не значи дека ако го слушнете ова и дека треба само да го пренесувате. Не. Сето ова што ќе го слушнете, најдете си барем пола саат. Пола саат да ставите на вага детекција и самите ова да го истражите и самите да се уверете за да ја промовирате вистината која што ослободува. Ако ние не сме слободни, барем нашите деца и нашите внуци, нашите идни поколенија утре да бидат слободни. Мојот аргумент и доказ е дека Илинденското восстание е дигнато под капата на Атина, затоа што на Атина во тој временски период најмногу им сметала автономија Македонија. Идентично како што денес. Замислете, после 100 години Атина успеа да освои Македонија со Преспанскиот договор, без употребена пушка, без употребена на овие со нивната евзониска униформа. Како резултат,
на овие добри македонци, херои во стилот на Киро Глигоров, во стилот на Бранко Црвенковски, во стилот на Љупчо Георгиевски, во стилот на Васил Топурковски, во стилот на Зоран Заев, во стилот на Никола Груевски и во стилот денес на Тино. Тоа е македонци вистината и ваша е одлуката дали ќе верувате или не, ама едно сакам да ви кажам, пола саат во текот на денот употребете да влезете во вашето одајче со ова што го дознавате од ова вистина која што ослободува од Владо Павлов. Пола саат се само потребни во текот на денот. Идентично како што ви треба 30 секунди додека ја полнете водата и да кажете живе сонце, 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 живе вода, вода, живе сонце, сонце, живе вода, живе. 30 секунди ви се потребни да направите 5 литри алкална вода. И ако во тие 30 секунди не знаете да испратите љубов и да испеете мантрата со огромна љубов, тогаш вие нема потреба да бидете љубов. Тешко на вашата сопруга или тешко на вашиот сопруг. 30 секунди се потребни да ја направите алкалната вода. 30 минути ви се потребни да влезете во вашето одајче и да ставете се на детекција и да истражете дали сум управо или не. Тоа е таа вистина која што ослободува. Тоа е тоа оплеменување кој што овие 25 години ви ги давав, за кој што денес треба секој од вас да има ослободување. И откако ќе се ослободите од злото, кој што ви е наметнато, тогаш сите вие сте обединети. Тоа е стравот од оние кои што се борат против Македонија, од оние кои што помогнаа да се дигне Илинденското востание под капата на Грција и Атина, од оние кои што после 100 години успеа Македонија да ни ја присвојат, за кои што утре нашите деца треба да формираат терористичка организација за да ја враќат Македонија. Изборот е ваш. 12 август започнува навлегувањето на Млечниот пат, а и нашата земја во последниот прстен на Оконе, системот, каде што ќе имаме посилни турбуленции, ќе имаме зголемено количество на радиоактивно зрачење, ќе имаме голема негативна енергија, војните ќе расплантат се повеќе и повеќе, а наше е да се радуваме затоа што ако знаеме да го чистиме организамот преку третото правило на универзумот најпрво, ќе знаеме и како да се справиме со она што доаѓа. Затоа што овие честици, колку што се штетни, кои што се од плеадите и од Оконе системот, толку се и добри и работат на зголемено просветлување на нашата ДНК или на нашата пиенална жлеста. 12 август започнува орото кое што треба да го играме сите заедно. Во раздолжувањето на кармата, а таа е следнава. Ние македонците зашо го ставивме Исус сам? Вие власите и албанците зашо го ставивте на крст заедно со галите и оние со француските петли? А вие римјаните, нека Бог ви е на помош. Ако не ја вратите Македонија како што била пред да освоите за времето на Исус. Кармата е голема за сите нас. Сите ние потекнуваме од еден исти заеднички прататко, дарител на семенскиот материјал,
Сите ние пиеме од еден исти извор на жива вода. Сите ние направивме една иста грешка од нашата љубомора, од нашата себишност и од нашето его, братско. Сакате веруете, сакате ич не веруете. Запишете со големи букви 12 август. Започнува нешто. А што? Времето ќе покаже. Да сте ми живи и здрави. Ве сакам сите. Љубов, љубов и само љубов. Овие во голем број кои што ми пишувате за водата, ве молам, 30 секунди употребете со љубов да ја направите водата. Толку ви се потребни. 30 секунди сабајле и 30 секунди навечер. А потоа да ја конзумирате со љубов. Ако имате негативна енергија, не ја конзумирајте. Исто како што барам, пола саат во текот на денот да употребете самите од она што денеска сум ви го кажал вчера или со години уназад. Не барам нешто што не можете да го детектирате, да го представувате. Не барам да бидете како слепи за стап по она што јас ви го кажувам. Барам самите да влезете во вашето одајче. Многу ли е ово што го бараме, македонци мои? Дали е многу ово што го барам? 30 секунди во текот на денот да направите алкална вода и 30 минути да бидете со Владо Павлов. Дали е многу ова што го бараме, македонци мои? Имаме уште многу работа. Ќе работиме. Следно моје вклучување во живо ќе биде за еден доказ кој што го добив синоќа. Доказ кој што одредено лице ми го кажа. Доказ кој што е поврзан со случувањата во Кочани. Доказ кој што ова лице ми кажа за една особа која што јавно години пред случувањата во Кочани им кажала дека ова место Еремија или ова место каде што јас целиот свој живот го вложувам има многу падови и висини, е издишано како што и градот Кочани ќе биде издишан. Она што синоќа го дознав, многу ме заголица и многу ми даде да самиот размислам зошто тоа лице кој што ми го кажа со име и презиме кажало години уназад пред случувањата со Владо Павлов и пред случувањата со Пулс дека местото каде што Владо Павлов ја троши целата енергија издишано заедно со градот Кочани кој што ќе биде издишан. Години пред случувањата со Владо Павлов во она нарачена хајка која што се уште трае, не е завршена, и во она што се случи со дискотеката Пулс. Замислете, години пред сето ова, лице на одреден наш пријател и одредена наша пријателка и многу други им кажува, без мое присуство, дека местото на Владо и ова место е издишано, заедно со градот Кочани што ќе биде издишан. Но ова ме многу загрижи. И затоа ќе разговарам и на таа тематика,
Од каде тоа лице знаело дека треба некој ќе се бори од тоа што некој сакал да го издиша местото, а и градот Кочани, што значи дека напоредно мојата борба е да не издише местото, мојата дедовина, заедно со градот Кочани. Моето следно видео ќе биде видео на вистината, каде што ќе побараме официјално расплетување на многу работи, каде што фала му на Бог од оние кои што сакаат да ме физички или биолошки убијат, јас сум се уште жив. И се додека мојата глава е на моите рамиња, ќе бидам тој што ме знаете. Јас ни милиметар не сум се поместил од 2002 година кога си дадов завет пред Бог дека ќе се борам за Македонија и за моите македонци и сите останати кои што ја сакат Македонија. Ама некој денеска ги нема. Ни милиметар не сум се поместил. Најлесно беше Владо Павлов да се тргне, да се повлече и да му во интерес на бизнисот како тоа што го правите сите. Ама кога Владо Павлов започнеше со вистината за атентатот, некој ве убедува денес дека тоа било филозофирање, дека тоа било фантазија. И па ако е фантазија, Господа, зашто секогаш кога ние ќе ја кажевме, кога ќе дадевме силен аргумент за атентатот на Киро, дека не бил во автомобилот, Владо Павлов не поминало еден ден, имаше кривична. Владо Павлов дава нов доказ, Владо Павлов на Плетвар ќе загине од нарачена сообраќајка. Зашто? Ако не е точно, зашто кривични се пуштат без никаква основа врз Владо Павлов? Доправа ќе разговараме и за Љупчо Палевски, доправа ќе разговараме и за Фрчковски, доправа ќе разговараме и за Сладжина Ташева, доправа ќе разговараме и кој го платил Амито 8 на бензинската кратер во Ранковце, доправа ќе разговараме и за Пежо, каде е донесено најпрво Амито 8, доправа ќе разговараме за се оно што вие верувате дека можете да се спасете. Ама од тогаш започнува уништувањето на Македонија. Се додека него го нетнеме атентатот на Киро, ние ќе живееме со катанец на умот и прангите на нозете. Ако не сум бил во право, зошто на секој нов доказ јас добивам кривична, зошто на секој доказ намешталки, уцени и се прави против Владо Павлов, ако не сме ние во право со атентатот на Киро? Некој ќе го имит, ќе го немит под ова небо. Ама ете, тој што ќе го немит, го имит. Овде е. 4 години од наречената сообраќајка на Плетвар. Ама оне од другата страна го немит. А јас сум тука, ме имит. Да сте ми вечни живи, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов, со крајниот доказ и заклучок според Владо Павлов е творци на дигањето на предвременето Илинденско востание биле сите оние на кои што им сметала автономија Македонија, на кои што веќе било договорено со внатрешно македонската Одринска револуционерна организација и со султанот, а тоа се Атина и сите оние кои што учествуваат во ова предвремено Илинденско востание се поклоници на Атина и целта е Македонија да не добие автономија. Целта е да се представи македонецот како терорист. Целта е Македонија да биде несамостална. И тоа што се започна со ова предвремено Илинденско востание под капата на Атина, го заврши Зоран Заев со Преспанскиот договор
и нивната цел за припојување на Македонија кон нив. Така да сите оние кои што пишуваа и кои што дебатираа, и сите оние кои што плука и велеа да си ги драпам јајцата или не знам што ли не, поздравете ги и кажете им дека сами се откривате колку верно служите на јужниот сосед на Атина, ама ако малку ги погледнете сите тие ликови и ако малку ги отворите нивните профили и малку ги доистражете и одете по трагот на парите, ќе дојдете, ќе видите и тие колку биле атињани и зошто велеле така како што велеле. Да сте ми вечни живи, љубов и само љубов, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Македонија е се што имаме и Македонија ќе ја биде Македонија со македонците. Затоа што знамето на едно од знамењата кое што е поврзано со внатрешно македонската Одринска револуционерна организација и со идеологијата за царство Македонија, централистичка идеологија е Македонија на македонците. А на кого му е потребна Македонија без македонците? На оние кои што ви го направија Илинденското востание. Вие кои што ги правите херои, а убијци на македонскиот народ. Да сте ми вечни и живи, ве сакам сите, продолжуваме најсилно. Многу сум среќен што дефинитивно гледам една будност ке сите вас, гледам просветеност по она што го читам и коментарите што ги следам, кога дебатирате и кога се спротивставувате со љубов, без навреди. Така и да продолжите во иднина, затоа што Македонија е се што имаме, а нашиот Македон започнува за сето оно што значи Македонија. 12 август запомнете, сите заедно, ако не знаеме да ја раздолжиме кармата, се знае. Огнено, сулфурно море, каде што ќе биде и Луцифер.